Како Маша ги чувала гавранчињата. Ги разфрлила Маша играчките, ја разџиткала облеката, ги фрлила боичките по земја. Направила таков лом што немало ногата каде да се стави. Собирај, рекла мајка й. Дури не собереш се, нема да излезеш од собава. И наредила строго мајка й и ја затворила вратата. Не сакам, не можам, заплакала Маша. Седнала на аголот од тепихот и ги подвиткала колената. Нека си собира сама, мама. Само што си помислила така, кога одеднаш на прозорецот долетала големата гавранка. Завртела со црната глава, си ги поднаместила крилјата и вели: Девојче, девојче, зошто плачеш? Лута сум, мама ме казни. Не сакам да ја чистам собата, а мама згоре на тоа ми вели: дури не собереш се, нема да излезеш од собава. Ова не е соба, а ми е гавранешко гнездо. Си видела ли некогаш гавранешко гнездо? Кај тебе се е супер чисто. Сакаш да видиш како живеам јас? Сакам, се израдувала Маша. Колку интересно. Гавранката ги испружила крилјата и го поднаместила грбот за Маша да седне. Како, а мама? Таа нема да ми дозволи. Нема да дознае, на оној бор живеам. Од тука се гледа. Ке одлетаме дотаму и назад. Маша седнала на гавранката и полетале нагоре право кон борот, на самиот врв. Колку е темно тука од густите гранки. Мириса на боровина и на смола. Гнездото било криво, косо прилепено за стеблото. Влез ли е, темна јама ли е? Маша почувствувала како гавранката ја турнала со својот клун и таа се нашла во куп партали и деланки. Од гнездото се појавила голема клунеста глава на уште една стара седа птица. Донесе, се зачу шкриплив глас. Да, се насмеала гавранката. Донела, донела! Почнале да скокаат и да викаат од радост гавранчињата. Какви се сите црни и накострешени, се зачудила Маша. Ке започнеш со средување, рекла мајката на гавранката. Еве ти крпа и метла, се мора да биде чисто. Не знам, не сакам, нема да чистам, одговорила Маша. Вратете ме дома кај мајка ми. Но гавранчињата ја обкружиле, почнале да вијат оро и да викаат: не те пуштаме, не те пуштаме. А гавранката го погледнала девојчето со кружните зли очи и ја клукнала по тилот. Фати се за работа, инаку ќе видиш колку ми е остар клунот. Ајде. Маша погледнала низ гнездото. Ама е високо, не може да се слезе. Кога погледнала на незината зграда, таа била колку кутија од колачи, а мајка й била толку малечка, не баре кукла на прозорецот. Мамо! Викнала со сета сила Маша. Тука сум! Но борот се нишал и шумел со гранките, така што мајка й ништо не слушала. А гавранчињата виеле оро околу неа и пееле: нова дадилка, нова дадилка. Да, од сега ќе ни бидеш дадилка, рекла гавранката. Ке ги чуваш моите малечки. Појадокот, ручекот и вечерата се бесплатни. Јади со моите деца колку што ти душа сака, а и спи со нив, еве тука. И ја потурнала Маша кон кривиот кревет. Вдлабнатиот душек зашкрипел под неа. Тогаш гавранчињата почнале да скокаат по креветот. Ура, ура, заедно ќе спиеме. Потивко, потивко, радосно ги гушкала мајка им. Новата дадилка ќе ви раскажува приказни навечер. Потруди се, и рекла таа на Маша. Не терај ме да те клукам. Немало што да се прави. Маша ја зела метлата и почнала да го собира ѓубрето. Како не ви е срам да разфрлате така прасиња едни, им рекла таа на малечките, а тие почнале да паѓаат од смеење. Така ни чини, така и ќе правиме. Така ни чини, така и ќе правиме. Ха-ха-ха. Маша го разгледувала гнездото и мислела како да излезе од него. Од сите дупки на гнездото се гледале сува трева и мов. Во аголот пак еден пајак вредно си плетел пајажина. Тој брзо работел со пипките.
Тоа што го плел изгледало многу убаво, не баре миле. Добра вечер. Колку е убаво, внимателно го започнала разговорот Маша. А јас не знам да правам ништо, се пожалила таа. А мама може да направи се за што ќе се фати. Па тогаш неодолго влекувај, фати се за работа. Ако првиот пат не излезе како што треба, тогаш следниот можеби ќе излезе. И јас на почетокот не умеев. Мене постојано ми се кинеа конците и ми се замрсуваа. Но јас ги расплетував и започнував одново, така што сега моите милиња се насекаде во шумата, во секоја дупка и во секое гнездо. Затоа и ти работи си е работичката пополека, а јас ки се обидам да ти помогнам. Пајакот излегол од гнездото и почнал да се спушта по долгата пајажина. Но ветерот го потфатил, па Маша го гледала како се ниша, а набргу тој исчезнал во густите гранки. Сонцето ја осветлило шумата. На пајажината светнале капки роса. Ах, колку убаво, какво чудо! Маша излегла од гнездото до појас, но гавранката ја удрила по темето. Нати, ти реков да седиш мирна и не ни помислувај да избегаш, нема да ти успее. Оди да ги измиеш садовите. Кујната на гавраните била малечка, темна и зачадена. Веднаш можело да се забележи дека сакале да си каснат. Големите тави и мрсните котли требало да се измијат, да се исцедат и да се сместат на полиците. Несмасници едни, мрморела Маша, засукувајќи ги ракавите. Таа се обидувала да направи секако мајка си. И лека полека се почнало да се завршува како што треба. Теглите со кисели краставички, домати и сладко ги протрела со крпа. На полиците послала бели салфетки. Блеснал и бакарниот чајник, засветкале шолите и чиниите. Старата баба Гавранка си седела во аголот. Таа ја наблюдувала Маша низ кружните очила. Добра работничка ни се падна, кимала таа со носестата глава и ги кренала нозете од земја за да не и пречи на Маша во чистењето на подот. А гавранчињата сето тоа време си играле мижитатара и врескале одзад шкафот. Најди ме, најди ме! Кога им здодеало тоа, почнале да си играат избор на мис и модна ревија. Гавранчињата се дотерувале со здолништата на нивната мајка, со незините фустани, со шаловите на баба си и се шетале како манекенки. Оделе наваму натаму, по креветот и по столовите, вртејки со опашките. Леле, виндјакни, пантолони, чорапи, почнала да ги собира Маша алиштата. И се расфрлале наоколу. Срам да вие, ги карала таа гавранчињата. А тие воопшто и не помислувале да ја помогнат и постојано пееле. Не сакаме, не сакаме, не можеме, не можеме, нема да средуваме, нема да средуваме. Колку ли се изморила Маша од нивното врескање и од нередот што го правеле. Пајакот не се вратил, а Маша си мислела. Како ли ќе ми помогне тој? Мама сигурно е загрижена, веќе е вечер, сонцето почна да заоѓа. Приказна, приказна, почнале да врескаат гавранчињата. Ама јас не знам приказни за гавранчиња. Раскажувај, измисли, продолжиле тие. Па Маша започнала. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Тогаш се појавил пајакот, а зад него летал лиљак. Па тие си седнале до Маша. Еве го девојчето, рекол пајакот. Многу е добро, помогни му. Па се знаеме ние, рекол лиљакот. Ти си била кај мене на гости на таванот, се сеќаваш? Еј, се израдувала Маша. Не ве препознав. Но во тој момент гавранчињата почнале да врескаат. Кој е тоа? Се плашиме. Лиљакот се мушнал надвор од гнездото и се скрил во темнината. Се пропадна, си помислила Маша во очај, кога двете гавранки, мајката и бабата, ги мушнале своите клунови кон гавранчињата. Што сте се разбореле? Спиите. Никој нема, бргу извикала Маша и ја продолжила приказната. За да заспијат побргу,
Маша почнала да ги гали гавранчињата по нивните накострешени глави. Па почнала да си мисли: а што ако треба да живеам тука за секогаш? Се појавила и месечината, а лилјакот никаде го немало. Нани, нани, бебенце, почнала да пее таа, во шарено кебенце. А велеше дека не знае, го слушнала таа тивкиот глас на пајакот. Само гледај и ти да не заспиеш, биди подготвена. Маша полека ги покрила гавранчињата и внимателно се симнала од креветот. Ти благодарам, пајаку, на сите ќе им раскажам колку си добар. И само што го кажала тоа, се појавила главата на ушестиот лилјак. Маша, каде си? Шепнал лилјакот. Доаѓај. Маша тивко на прсти го минала ходникот полн со кошници. Гавранките си седеле во кујната и гледале телевизија, така што ништо не слушнале. Држи се за моите нозе, и рекол лилјакот. Прикрепувајќи се колку што можела, Маша скокнала во темнината. Летаме! Ги затворила таа очите и само ветрот изсвирел во ушите. И таа се нашла на прозорецот. Ти благодарам, драг лилјаку, го погалила Маша по неговиот мек грб. Да не беше ти, тешко мене. Простувајки се, лилјакот извикал: до гледање, и се изгубил во темнината. А Маша скокнала од прозорецот во собата и се фатила за работа. Морала да собере се на брзина. Кога се слушнала кваката и мајка и влегла во собата, Маша излегувала од под масата со последната дрвена боичка врака. Ах, умна таа, така треба. Маша ја гушнала мајка си и рекла: мамо, од сега се сама ќе правам.